Јас си моето укулеле по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Деца, убаво е да се чита за природата, нели? Но само ако зачекориш малку низ шумата, да речеме, ќе чуеш и ќе видиш нешта кои ги нема во книгите. Затоа што природата зборува со божествен глас. Така, да не испадне сега дека јас слушам некакви гласови, но оној глас што мене ми се обраќа во главата, како да се чуди како тоа можеме да живееме во време во кое што екологијата е досадна, а уништувањето на планетата е забавно. Нели? Сите досегашни екскурзии на човекот и технологијата надвор од планетата докажаа дека резервна немаме. Со тоа констатираме дека трагедијата може да лежи во тоа што многу повеќе средства се вложуваат за уништување на планетата отколку заштитување на истата. Браво. Надежта дека ќе најдеме слична планета на оваа или барем приближна, пристојна како нашата, се топи како снежко на сонце. Али тоа е многу нормално поради таа економска трка која што се случува е толку агресивна. Ако мене ме прашувате, што би избрал, дали би избрал економски раст, јас би избрал подобар живот на живење. Би избрал природа, убавина, чисти води, чист воздух и пейзажи. Природата е нешто што човекот не може да го реизгради. Ако исчезне еднаш, исчезнува за секогаш. Човекот може да реизгради пирамида, но не може пчела или пак жираф. Апсолутно. Ако не и дозволиме на природата да произведува убавини или уживања, таа ќе престане да произведува и храна за сите нас. За оваа сезона ова е наша последна емисија и во неја ќе направиме една ретроспектива на агенда. Бидејќи нели сепак повторувањето е мајка на знаењето. Да. И може да си повториме дека нашата планета не ја добиваме од нашите предци, туку ние им ја должиме на внуците на нашите внуци. Така е. А можеме да почнеме со пресекот на целата сезона. Да видиме што Добре дојдовте во агенда, емисија за екологија и чисти навики. Може малку музика? Може. Нешто прикладно? Може. За најзагадениот град на светот. Градот убав, пак ќе никне, среде песни издружен фат. Пак под сонце цел ќе бликне, како топол нежен кат. Скопје младости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. И ќе бидеш израз виден на се братско во овој свет. Скопје радости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. И ќе бидеш израз виден на се братско во овој свет. Колкав беше интересот од поканетите средношколци за вклучување во овој проект и колку сака они да научат за тоа како да се чуваат од загадениот воздух во општина Струмец? Па вака, пред се,
и ние бевме позитивно изненадени дека младите пред се беа заинтересирани, а понатаму покажаа и интерес да соработуваат со нас. Така сака. Сакаат да соработуваат и ден-денес соработуваат со нас во овој проект. И сакам да потенцирам дека ние пристапивме кон сите 3 средни училишта во Струмица со најобично барање за соработка со еколошките секции, со што им предочивме дека треба да соработуваат со нас, пред се да ги научиме да мерат за аерозагадувањето и од нивните секции се пријавија 75 млади ученици, од кои 25 директно соработуваа со нас, кои понатаму вршеа асимилација на наученото знаење во на своите вршници во Значи секој тоа вие своето што ќе им го училиште. предадете на нив, Да. они го предаваат уствари во средните училишта. И ден-денес има деца што сработуваат со нас и што нам ни е гордост што успеевме да од младите донесеме на здрава односно јадро на здрави луѓе кои ќе можат да го движат тоа Кои што ќе го продолжат да, кои ќе вашата мисла, вашата мисија. Да. Дали никогаш си размислил кои се најголемите пречки за да не можеме да живееме без луд патет? Па најголемите пречки се апсолутно човекот, според мене. Апсолутно. Да. Дали е тоа пластика или дали е било кој отпаден материјал, дали е батерија или што и да е, на крајот денот човекот го фрла на место каде што не треба или е несовесен или едноставно не го интересира за комшијата, другарот, туку едноставно го прави тоа што он ќе си ја заврши работата и потоа го остава отпадот на страна. И ако треба да говориме денес кон оваа емисија за нешто, тоа треба да биде за свеста реално. Ако сакаме да имаме чисто околина, чист воздух, за кој што нели секоја зима збориме како е загадено Скопје, сите сме јаки на социјални мрежи да ги објавиме оние статистики не со дека сме втори у свет. Никој од нас кога ќе дојде моментот на возење по автопат, цигарата ја фрламе од прозор и некако си го криеме својот лош момент, а цело време го истакнуваме лош момент на други. Вината ја префрламе секогаш на други. Дошло ли некогаш да му ја земеш цигарата и да му ја вратиш упрост? У кола. Види, ми дошло многу слични работи, не само тоа. Види, да тргнеме сами по себе. Ја мислам дека тоа е најбитно. Значи во првиот момент кога ќе ви текне дека треба да фрлите, само сетете се на тоа дека сега на телевизија сме можеме малку се надева можеме малку посолно дека сте сељак. Ја така кажувам. Така. Дајте да не бидеме такви, дајте да се грижиме за околината сите заедно, затоа што на крајот денот околината е наша. Македонија е наша и ако сме патриоти, место да пиеме во кафана и да пееме Бисер Балкански и сите други песни, дајте моментот на цигарата Бисер Балкански во канта. Како ние да помогнеме, например, за нашите деца да станат поекосвесни во нашиот дом, во училиштето, надвор? Како да допреме до нив? Кој е начинот? Еве, освен нели како што рековте овој супер херој нула, дали има и некој друг начин на кој што ние како родители, не знам како чичко, тетка и од дома од фамилијата да успееме да допреме до нашите деца и општо да им ја пренесеме пораката. Така се согласувам, поблизу првото опкружување на детето, Тоа сме првата ние. природна средина е домот од родителите. На дечињата не само треба да им кажеме како треба, туку треба да им покажеме како треба, така што Така е. примерот е тој кој што е пресуден и кој што треба да се следи и во домот, а понатаму и во втората средина на децата, во градинка, во училиште, па на крај и во надворешната средина. И мора да има некоја конзистентност и доследност во постапките, тие вредности за кои што Кико зборувавме на почетокот во однос на тоа што се треба да се почитува во нашето општество, треба да има една доследност за да можат децата правилно да постапуваат и да знаат дека тоа е вистинскиот начин на кој што сите треба да постапуваме. Така, всушност да им се даде добар пример пред се. Примерот за е пресуден. Пресуден, така. А може ли да ни кажете дали имате некоја анекдота, некаква смешна ситуација во сите овие акции што ги правите, дали со децата, дали со возрастните? Така. Нешто што би го издвоиле вака како позитивно?
случаи. Позитивни случаи има многу. Не радува што кај децата со кои што соработуваме има навистина развиено чувство за грижа и за емпатија. И кога на почетокот на едукацијата ги прашуваме кој е вашиот суперхерој, пред да го представиме нашиот суперхерој, добиваме и одговори: мојот суперхерој е мојот татко, мојата мајка. Тие селектираат отпад, ме учат да правам правилни работи, така што слушајќи ги тие одговори, сваѓаме и ние дека сме на правилниот пат и дека иднината нема да биде толку страшна доколку тие деца ги преземат работите во своји раце на начинот на кој што тие самите знаат. Анекдоти има многу често. Собирањето, да речеме, на отпадни батерии од надпреварувачки карактер. Кој ќе собере најмногу, ги мериме во килограми и тој е победник. Сега бираме најдобар помошник на суперхеројот 0. Тука се пресериозни во таа задача, што да дотаму не се јави еден дедо и вели: деца, кои сте вие? И сега им кажувам: ние сме 0 отпад. И вели: абе, моето внуче, вика, од слушното апаратче батеријата ми ја земало, се живо собрало од дома, само за да однесе повеќе батерии за некој надпревар. И сега, после тоа, мораме на секоја едукација минимум по 10 пати да нагласиме дека се собираат само старите батерии, а не сите батерии по дома, затоа што собрале и од далечински, од се што нашта се собрале, само за да победат на надпревара. Така што сериозно ја сваќаат својата работа и се одлични помошници на суперхеројот 0, така што навистина очекуваме дека ќе имаме некоја иднина со вакви деца кои што се грижат и се одговорни. Кога ќе им се даде задача, одговорно ја сваќаат. Баш се мило. Кога се надвор одржава, отпадот што го произведуваат, го чуваат се додека не најдат некој контейнер за да го фрла, а кога се дома се однесуваат поинаку. Ние имаме доста добри закони за многу работи, за жал не се почитуваат законите кај нас. Конкретно за ова мислам дека постои некој закон каде што комунален инспектор може да ве казни 50 евра, но и тоа не се приминува. Инаку долго време ние, да речеме првите десетина години сметавме дека е доволно да поставиме контейнери на улица и дека граѓаните тоа спонтано ќе си го прават и многу природно ќе се селектират, ама не е така. Дури ние правиме секои 2 години истражување на јавната свест кај граѓаните и тоа е релевантно истражување со 1050 учесници во урбаните средини. Се уште имаме 20% на граѓани што да им ставите канта или контейнер пред куќа, да имаат машина за селекција на шишињата одма до нив до маркетот, изричито вика дека не сака да селектира. Не сака. 20% е сериозна бројка, што едноставно тоа веројатно се должи на овој глобален тренд на да си прот антиинституција, дека не веруваат дека стварно се рециклира, џабе ја тоа го правам, не веруваат во систем. Значи 20% тоа никогаш не било, сега после ковидот се јави таа бројка прв пат толку голема. Значи 20% велат и да ми ставите контейнер и пари да ми давате, значи за шишо, ја нема да се рециклира. Тие луѓе посебно можете да ги натерате да го селектират тоа само со казни. Значи, ние цел време сметавме дека доволно е само морков, нешто инсентив да му даде стимулација на граѓанинот за да селектира, но такви луѓе се уште има и тие не можете со никаква стимулација да ги натерате да селектираат или да се однесуваат еколошки, освен со казни. Значи, пред да се користи машината има мобилна апликација на мобилен телефон, лесно достапна за преземање. Тука се скенираме за да видиме, за да машината да ме препознае мене и да си ги добиам поените од пуштање на ова шиш. Значи се скенирам и сега ми вика добре дојдовте. И потоа ја го пуштам шишето и добивам поени за тоа шише. Сега можеш да го пуштиш и твоето шише. Значи многу едноставно и многу лесно и многу елегантно за користење. Така и сега овие поени што ги собираме можеме да ги употребуваме во веромаркетите, во повеќе маркети уствари во сите Македонија. Сега овие 9 поени кои што ги имам јас, ќе ми стигнат на мојата апликација, ќе си ги претворам во ваучер и кога ќе одам во Веро или во кафич, во одредени кафичи или во маркетите со кои што соработуваме, кога ќе си пазарам, ќе си добиам попусна. А исто така можеме да ги донираме во СОС детско село. Можеме и да ги донираме, да, ако не сакам да ги трошам во маркети или во кафичи, можеме да ги донираме, да направиме уште едно добро дело покрај заштитава на животната средина. Така да целиот систем е поврзан и
мислам дека секој оној кој што селектира и кој што ги користи, едноставно се чувствува убаво и Точно. дека Да. прави некакво добро, нешто добро за околината. 070236000, еве и тука е напишано, еко-линијата на која што може да се јави било кое физичко лице или фирма, за да дојдете да го подигнете електричниот, електронскиот отпад кој што веќе не се употребува од нивните домови и канцеларии. Дали може да ни кажете какви искуства имавте од оваа линија? Па веќе со подолги години еколинијата функционира, да не речем од самите почетоци, и таа си бележи свој пораст, да кажем дневно дека можеби повеќе од 30 повици имаме за преземање на електрична и електронска опрема, се презема од целата територија на државата. Граѓаните веќе ја знаат и е достапен сервис на бесплатен и безбеден начин некој да дојде дома од вашиот дом и да подигне она што не ви е потребно. Тука се излегува во пресрет на оние постари, повозрасни, болни, изнемоштени луѓе кои што едноставно не се во можност, посебно тие габаритни уреди како фрижидери и шпорети, ниту имаат возило и начин како тоа да го направат. Едноставно ќе се јават, треба да отворат врата и доаѓа екипа која што целосно го презема уредот и го доставува на рециклирање. Овие контейнери за батерии сите ги знаеме, сите ги имаме видено во канцелариите, во школите, во салите. Сакам да ми кажеш, овие електрични контейнери што се сместени надвор, за што служат? Така, овие зелени садовики кои што ги спомна се за отпадни батерии, ги има во сите поголеми маркети, молови и училишта. Како што може да забележиш, овој сад е веќе повеќе од половина полн и еве и во ова училиште можам да ги пофалам дека годишно по 3 пати го празниме овој сад, тоа го прават децата, така што тие се нашите екоамбасадори кои што очекуваме да направат промена во еколошката свест. А овие контейнери зелени се наменети за ситен електронски отпад, односно се што има кабел или батерија, а е со големина на некоја, не знам, средна големина на принтер, може да ја собере тука. Ние сите велиме треба да селектираме, треба да рециклираме, меѓутоа за да можеме тоа да го направиме, треба да имаме каде и како да го направиме тоа. Односно на граѓаните треба да им понудиме достапен сервис за да можат тие да рециклираат. Токму овие контейнери се наменети за тоа, брендирани се со сите со сликички каде што може да се види што се може да припадне тука, а би сакала да кажем и што се не треба да припадне тука. Тука не треба да припадне отпадот од нашите градини, отпад од облека, комунален отпад, стакло, хартија, пластика. Значи тука треба да припаѓаат само работите кои што работеле на струја некогаш, а повеќе не работат. Убаво спомна облека. Мислам дека сите имаме забележано контейнерот што е во кај Сити Мол, надвор од Сити Мол. Има зелен контейнер и контейнер за облека, кај што треба да се остава за деца на кој што им треба. И двата контейнери се полни само со облека. Кога отидовме да го отвориме контейнерот за да направиме празнење, само што отворивме вратата и испадна огромна количина на облека. А интересно е што се поставени еден до друг и обележани кое за што е. Така што, иако имаме очигледни резултати за развојот на еколошката свест, сепак мора континуирано да се работи и да ја промовираме идејата зошто треба да го правиме тоа. Џабе ако го селектираат они дома отпадот, кога после го излезе да го фрлат негде, го фрлат во истиот контейнер каде што Па добро, не би го селектирале. може би еве са нели има некои новитети, ставаш шишиња, добиваш некои поени, има значи веќе новитети. А знаеш како викаат, сега да не пробај, гледаш верглам паметен да беам, одиш. Ама ти си паметен сега. Одиш веќе кај што е воспоставено тоа што имаат слични проблеми. Идеш кај јапанците. Здраво, дечки. Овде треба, вие сте толку милионери. Зашто нема ѓубри? И ќе дојде тој што е најтаму силниот самурај, ќе те седне и ќе ти каже. Види чудо. Ќе ти ги објасни. И ќе си све ќе си набавиш ако треба, соработка ќе си направиш, треба можеби да соработуваме со таквите. И ќе дојде, тој ќе ти направи све на ливче, цак. Не знаеш на ливче си, дој по ливче. Така да побараме помош од големите метрополи кои што живеат веќе таков начин на живот да ни помогнат и да ни укажат како би требало да почнеме со промена, не знам, во општеството. Па имаше, ја читав еднаш за Бутан. Добро. А малце подалечко едно место. Они живеат многу различно од нас и имаше сега таа огромна бројка, не сакам да шпекулирам, ама на тој што е нели као крал принц, како му дају тие слоевите, кому се родило детето, не знам колку илјадници дрва се насадени.
Частел. Частел со дрва. Браво. Пошто се мислеле дали мекици, дрва. Ајде дрва ќе садиме и фатиле дрва, ме разбираш. Па после и мекици направам сигурно. Пошто дома притисок како така без мекици. Ние со години, па и рекол добро и мекици и дрва. Дали ваши пријатели или блиски околу вас веќе почнуваат да селектираат и да се грижат за околината? Блиски наши, да, и претходно веројатно ние таков ни е кругот, но и ние имаме општествена одговорност. Ја пример, ако сум од Девар, не сум фрлил никогаш ништо на улица, никакво пливче, никакво парче. Likewise, исто. Да. Ми е колата преуколаста, оставам сепа. Да. Бујцо фрла за мене стално, пошто не сува, значи. Не, сериозно, дури многу ни е криво, многу пати сме заедно често по патишта, ако поминеме замислени нешто и на пешачки, ќе застанеме као извините, знаеш, замислени. Се трудиме да што поише, ако така ја мислам секој единка малце си уклучи акалот, во секој не виде да шопари, дојќи иде до продавница низ град, едно друго. Помалку не убави работи, ако прави ќе дојде до поголем ред. Ама тоа е колку Обштествена одговорност. Тоа сепак останува на човекот, како секој индивиду, ама мора да влијаеме, да направиш да им е срам кога ќе видат дека ти правиш, кога пример јавните личности може да ти поддржуваат. Ние не глумиме, стварно сме така. Не, апсолутно, барем за вас знаеме дека не и гледаме сега да не се правиме светци, бидејќи не сме, никој не е од нас. Ама да има повеќе едукација и знаеш мора усршта да се навлеже. Тешка работа. А он навлегува малци и поекстремно усршта со тоа што кога правиме нешто знае да ги поагресивно да ги тагира граншалници, фирми, као дајте разбудите се, помогнете, знаеш. Што и треба така, треба да ги боцне некој затоа што ако ние можеме двајца сами да направиме некаков поголем, да кажем, удел во општеството, замисли што можат сите овие што стварно можат. Да, реално тие што имаат мокта, а вие го имате влијанието и ние како нели јавни личности. Јавни личности сега може да немаме не знам колку, ама пак луѓето гледаат многу повеќе од некој што не се бави со јавна професија, нели? И знаеш, може да е некоја идеја сега, онака брейнстормам дека збориме, као што се собираат луѓе, не да има протести, него ајде да се договориме да има 2 дена никој ништо да не фрли на улица. За 2 дена, ја мислам тоа, знаеш, или 24 часа да се направи на Facebook или некоја кампања со сите јавни личности, со сите луѓе спортисти, ајде да видиме 24 часа или 48, никој ништо да не фрли, целиот смет од надвор, како ќе изгледа тоа и сигурно може да упали. И такви некои акции да се прават. Имаше таква некоја акција во Бразил пред неколку години, мислам, кога нешто порача да се изгасат светлата и струјата, да не се користи, да речеме, не знам, 2 часа за да се заштеди нештото. Текној кој што Значи тие се интересни работи, не е ништо ново. Ова е супер идеја, реално. Ама еве, пошто сте вие као ова го промовирате, пак омака е голема фирма, зашто да не се покрене некоја таква иницијатива? Апсолутно, да. 24 часа или 48 часа да не се направи. Мислам дека луѓето ќе им биде интересно, школите да се едуцираат, да се кажат не да се чисти, само да не се фрла. Само да не се фрла, така. Па наредно да биде ајде да изчистиме, да искочиме. А Ива, кажи ми, кој е твојот совет до младите аспиранти дизајнери кои сакаат да интегрираат еколошки практики во нивниот занат? Советот ми е следен. Сите млади кои што сакаат да се бават околу мода и се што е поврзано со продукција на нешто, најпрвен да бидат совесни и да знаат дека мора да мислиме за нашата иднина, затоа што моменталното задоволство со било каква и да е економија е секако многу помало отколку да се мисли за иднината. Да, се слагам дефинитивно. Се сложувам. Освен ова до сега што го зборуваме во модата, екосвесноста во модата, што мислиш од каде би требало да се почне за еколошката свест да се подигне надвор на улиците во општеството? Бидејќи до сега некако те прашувавме работи поврзани за модата и што правиш ти и што превземаш за тоа да биде поеколошки, што би направила ти и што мислиш од каде треба да се смени и да се почне нештото за да бидеме поекосвесни? Па секој пат според мене сметам дека стравот кај луѓето е водечка сила и доколку казните се повисоки, ако некој се види во моментот дека фрла дали е мастика, отпадок од цигара или шише или што и да е, хартија, дека треба да биде казнет. Второ, баш поради таа причина за да не биде казнет, треба и многу да има на секаде, на секоја ќоше поставени неколку канти со
одреден Да се селектира дел отпад, да се селектира отпадот, така да сметам дека кога би имало така, кога би било тоа така, дека нема да има и потреба од страф. Што ќе кажеш за поставените контейнери на нула отпад, кои што првата година кога ги поставија, после неколку дена беа искршени, беа запалени, беа уништени? Што да кажам, навистина е жално за целата околина и свеста е навистина на многу ниско ниво, веројатно и за тоа сме собрани вака за да дискутираме темава и да ги отвориме умовите на другите. Верувам дека доколку повеќе се зборува, ќе влезе некако во свеста на другите. Почнувајќи од себе, живеам во околина каде што многу далеку се контейнерите, многу е тешко да се однесат, а за рециклажа и како нема, за разлика од другите европски држави, мислам треба дефинитивно да се фокусираме на тоа. Добро, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. 070 236 000. Ало, нула отпад. Има мобилна апликација. Тука се скенираме за да машината да ме препознае мене, го пуштам шишето и добивам поени за тоа шише. Сега овие поени кои што ги имам јас, ќе ми стигнат на мојата апликација, ќе си ги претворам во ваучер и во одредени кафичи или во маркетите со кои што соработуваме, кој ќе си пазарам, ќе си добиам попуст. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Користете ги зелените контейнери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Ги има, ама во премногу бои. Не, не се премногу бои. Боите мора да се посебни. Знам, за полесно рециклирање на Така е, отпадот. полесно да го Финтата е селектираш во како мојот треба. мозок, што јас не можам да запомнам која боја за кој отпад е, сваќаш. Многу едноставно. Многу едноставно. Значи, сината си е за хартија, жолтата си е за пластика, за стакло си е зелена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Охридско, дојранско, преспанско. Дрвјата, цвекињата. Има баба природа таму. Вардар, Црна река, Радика, водно. Затоа што е повисоко и нема многу автомобили и воздухот е почист. Охрид и Маврово. Охрид. Има езеро и поради езерото не е до толку загадено како што е во Скопје. И нема толку фабрики како што има кај нас. Се двомам помеѓу планина и море. И сега малце е тешко да изберам, која би морал ептен да изберам, тогаш би рекол море. Иако не значи тоа дека планините воопшто не се ништо повредни за мене. Едно од најубавите планини на кои што сум бил се Алпите во Австрија. На поминување сум ги видел и Доломитите. За кај нас, конкретно мене е омилено место, долго време беше Матка. Ама Матка кога не е преполно со луѓе, делува посмирувачки од било што Македонија може, мислам Скопје може да го понуди. Градскиот парк не е баш најчист и тоа не е пријатно да се гледа. Па планините ми се многу убави затоа што има чист воздух и затоа што погледот од кога се качиш на една планина е. Па се немам искачено на никоја друга освен на водно или пак си имам качено на кањонот Матка и тоа е прекрасно и вреди да се види. Во Маврово јас одам често, во Никифорово и многу се чувствува разликата, најмногу на воздухот. И особено кога ќе падне снег е најубаво. Според мене така е во Охрид, поради езерото, доста е почист воздухот и побава атмосферата кога ќе видиш дека воздухот и самата природа е почиста, за разлика од тука како е. За мене Маврово. Сум била многу пати со
моите родители. Таму сепак е на планина, е многу почисто, полесно се диши, поубаво е за дишење, а во Скопје е загадено и не е убаво. Мигорскиот манастир, бидејќи сепак и тоа е на чист предел, има чист воздух, не е толку загадено како има доста голема разлика. И близко е до Маврово, можеш навистина да се одмориш од се. Па јас често со моите пријатели одам на Водно и таму дефинитивно многу се препознава разликата кога си во град опкружен со згради, со коли, кога си на Водно со зеленило, со чист воздух и многу е голема разликата. Сакаме чиста природа! Треба да се доведе и закон да не фрлаат многу ѓубре. Се сложам, треба да донесат некој закон, повеќето луѓе да рециклираат, него да фрлаат насекаде. Култура, дисциплина. Основно нешто е хаосот по многу домакинства, мислам дека таа работна навика за грижа за околината почнува од дома. И сега сакаш неќеш, мораш ти бар еднаш дневно да фатиш дома да зачистиш затоа што се ствара прашина. И сега тебе ако те мрзи дома тоа да го правиш, што останува за околината? Надвор, од искуство знам дека казните за такво нешто се многу големи. И тоа не е нешто што они од вчера го вовеле, туку со децении и децении обрнуваат внимание, што значи дека е активен труд од страна на системот. Како да се запалил градот, буквално, и не е убаво ни за нас децата, ни за возрастните. Ние сме тие што можеме да направиме разлика, мора од некаде да се почне и да, преку фрлањето на отпадот ја не можам да разберам зашто не може да се почека, зашто ја немаме таа култура, да почекаме 2 минути ќе го ставиш во џеп, ќе го фрлиш во следната канта која што ќе ја најдеш. Тоа може да се спречи само доколку ние би имале голема свесност и би се грижеле повеќе за природата. Има многу луѓе што викаат рециклирајте ова, тоа, а никогаш не рециклирале, не го прават, си фрлаат на земја како секој. Ако почнеш со расчистување на градот, ќе почнеш и со расчистување на реките, на планините, секдека кај што ќе одиш ќе ти биде појасно дека треба да се помогне да се расчисти. Депониите што нелегално се палат масовно и мислам дека за тоа треба дефинитивно да има поригорозни закони и поригорозни казни и никој да не се дава слобода да го направи тоа. Треба да се рециклираат шишиња за да не завршат во природата. Јас порачувам да седеме повеќе дрва. Зелените контейнери служат за електронски отпад, да не фрламе толку отпадоци, да ги рециклираме, да се воведат закони, казни. Ја мислам дека постојат чекори кои што може да се превземат за да повторно поправиме дел од штетата што сме ја направиле. Па има два избори, нели? Морковот или стапот. Вреди да се пробаат и двете. Со тоа што нашиот народ со години наназад, нели, поради тоа што се поминувал, очигледно е дека некако стапот повеќе му лежи. Нормално тука не имплицирам дека треба да се тепа народот, него треба да се казни, да. Го удираш таму кај што не многу го боли, а тоа е ресурси кои што баш и ги нема. Има еве и сега и вендинг машини и едноставно луѓето не се свесни за тоа колку тие се таму, ние луѓето само треба да ги искористиме. Онага како што треба. Најпрво дома, па потоа училиштето, исто така и на социјалните медиуми. Мислам дека треба да се шири. Повеќе треба исто и да сме едуцирани, исто така повеќе треба да имаме или некакви проекти или некои работи или од училиштата или од самите, не знам, или емисии или секакви работи, каде што ќе ни ја зголемат свесноста за тоа каде треба соодветно да се фрлат тие отпадоци и со зголемувањето на кантите за рециклирање се повеќе мислам дека човекот ја добива свесноста за тоа. Бидејќи треба да се грижиме за природата исто како што се грижиме за нашиот дом. Ако немаме чиста природа, немаме ни здрав дом. Исто како, например, дома не ти е средено, тогаш нема да очекуваш дека надвор ќе ти биде средено или дека ќе биде све зелено, дека ќе дишеш чист воздух. Они го газат правилата. Викаат не, правило, што е тоа за мене? Туѓото повеќе го цениме отколку нашето. Дефинитивно треба повеќе разговор на таа тема, да не се смета како табу тема,
туку треба да биде отворена тема каде што ќе се зборува и во училиштата, и дома повеќе да се зборува, и надвор да се пропагира тоа со плакати, со билборди, и така мислам дека повеќе ќе влие на креирањето на свеста на народот. Чувајте ни ја нашата планета! Почитувани, тоа беше се за оваа сезона. Се надевам дека учевте уживајки и уживавте учејки. Здравите навики нека бидат наше секојдневие и запомнете, бидете еколошки свесни, заради тоа што промените почнуваат од нас самите. Убавината на природата што не обкружува и самото уживање што таа го нуди, треба да направи уште поодговорни кон неа. Како кон мајка. Имаш да додадеш нешто на ова? Па само тоа дека светот на младите останува и јас би замолчел да не би да се расплачам. Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува, не знам дали твојот насмев еднаш ке е мој. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега, од тој мерак што го носам, душа гори плам. Чао! Се гледаме следна сезона. Чао! Агенда 21! Гостин во оваа емисија е човекот на Пакомак. Човекот на Пакомак? Пакомен. Лиле. Барно. Секој час ширум во светот се фрлаат неколку милиони парчиња пластична облека, бе? Дали има некој... Дали има, зависи што ти треба. Дали има некој штрафчиња, мутерчиња, мислам дека 13 бе. Благодарам на вашето внимание, се гледам. Чао. Не требаше така да биде, ама пошто фала ти што беше денешен гости на нашата емисија и Не, чекај, ја ги дадам. Чекај трета. До не многу одамна човекот живеел заедно во склад со природата и имал еден вид на почит кон работите што таа ни ги дава. Очигледно е дека доаѓа време кога ќе треба да се плати сметката од индустријската ера. И таа сметка нема да е мала, не. Trench coat, тоа е ај само малце трежен, не мора да иде. Врати се слободно. Да. Со самото тоа што со години наназад Спени за запикавме. Тренчови. Добро. Па со самото тоа што Да. Ти си знаела да одговараш од прво, еле? Не. Лаво, јас знав едно 300 пати од почетокот. Што те е гајле? Затоа само мене ќе има во блуперси.